Јас само ќе кажам дека стратегијата за националната стратегија за култура заврши во декември 2022 година. Согласно Законот за култура, нова национална стратегија треба да се испрати предлог. Национална стратегија треба да се испрати во собранието најмалку 6 месеци пред истекот на претходната. Значи, ние доцниме година и пол со донесување на национална стратегија во културата. Тоа е 2022 колешке, ние сме сега на 15 дена пред 2024 година. Вие до толку не знаевте веќе што да кажете за културата, да ја одбраните, не е одбранили во оваа работа, видлива е, не е од мене, ви кажав, Европска Унија детектира, се вративте назад 10 години. Ајде да се вратиме и 20 и 30, има многу за раскажување. Работата е дали ние тука имаме свесност и совесност да помогнеме на културата или немаме. А ние можеме да се вратиме и во античкиот период па да спориме тука, ама тоа не е поентата на оваа комисија и на овој амандман и на оваа амандманска расправа. Инаку пари за способни директори не се проблем, ама некако директориве во нашиве културни институции не излегоа баш способни. Благодарам. Благодарам. Доколку никој повеќе не бара збор, ја затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 5 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број кроз 59 поднесен од група на пратеници. Молам пратеничката Велика Стојкова Серафимовска да го образложи амандманот. Повелете, колешка. Благодарам, председателе. Извинете, 59. Со амандманот се бара зголемување на средствата за експроприација на недвижен имот во границите на споменикот Аквадут во Скопје за 169 милиони 140 илјади денари, согласно извадокот од нацрт записникот од 101-та седница на владата на Република Македонија, одржана на 24 август 2021 година. Ви благодарам. Благодарам. Го молам представникот на владата да се произнесе. Благодарам, председателе. Амандманот не се прифаќа. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Со оглед дека никој повеќе не бара збор, ја затварам и амандманот го ставам на усвојување. Молам да гласаме. Кој е за? 5 пратеника. Кој е против? 6. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број кроз 62 поднесен од група на пратеници. Ја замолам пратеничката Велика Стојкова Серафимовска да го образложи амандманот. Благодарам, председателе. Со амандманот се бара зголемување на средствата на програма 22 за продолжување на реализацијата на проектот возобновување на Свети Климентовиот универзитет на Плаошник за 50 милиони и 300 илјади денари. Благодарам. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Со оглед дека никој не бара збор, ја затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 5 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број кроз 202 поднесен од пратеничката Даниела Христова. Ја молам колешката да го образложи амандманот. Повелете. Благодарам, председателе. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 6 милиони денари за конзервација на Виничко кале. Благодарам. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, председателе. Амандманот не се прифаќа. На тој локалитет се вршат археолошки ископувања. Конзервација ќе се прави по завршување на овие археолошки испитувања. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа по амандманот. Збор бара пратеничката Даниела Христова. Повелете. Благодарам, председателе. Заменик министер, ова што сега го кажавте е тотална невистина. Морам да кажам пред цела јавност, затоа што ситуацијата на Виничко кале е алармантна. Не знам дали сте биле во скоро време, но ве поканувам да го посетите и да видите каква е состојбата таму. Како што знаеме, обврска и задача на секој од нас е да го чуваме и да го негуваме, да го штитиме она што ни е оставено од минатото, како најголем доказ на тоа кои сме и што сме, тоа е нашето културно наследство. За жал, во Република Македонија, на полето на заштитата на културното наследство,
работите станаа многу алармантни и негрижата на оваа власт токму за него е далеку од очигледна. Скандалозно е што секоја година во буџетот на Република Македонија се предвидуваат се поголеми средства, а учеството на буџетот на Министерството за култура, иако сега нешто е зголемен, но онаму каде што не треба, а во поглед на ова за што јас зборувам, нема никакви резултати. Се предвидува, но ништо не се реализира за жал. Токму затоа и кажав дека заштитата на културното наследство е во алармантна состојба и во голема опасност. Еве накусо ќе ви опишам и состојбата каква е со Виничкото кале, кое иако е еден од најголемите промотори на општина Виница и воопшто на цела држава, е во многу критична состојба, затоа што во последниве години се нема вложено ниту денар. Како што знаете, овој културно-историски локалитет, благодарение на уникатните теракотни икони кои што се најдени таму, е познат и прочуен надалеку и истите го обиколија светот, беа изложени во најпознатите светски музеи, но тоа беше во едно друго време и ни ја направија цела држава позната. Виничкото кале, освен тековно одржување, моментално, чистење, косење треба и слични работи, нема никакво друго внимание од страна на државната власт, која што е должна да го прави тоа. И оставено е на милост и немилост на атмосферските влијанија, како и на забот на времето. Иако станува збор за исклучително важен археолошки локалитет, во кој што и те како има уште што да се открива и да се истражува под неговите урнатини, нови ископувања нема се од 2017 година, тогаш беа последните, и овој процес е ставен во тотално мирување, како што спомнав. Јас секоја година, со секој буџет и ребаланс, барам средства за конзервација, барам средства за овој значаен локалитет, но за жал се нема слух и власта докажува дека за одржување, ископувања, истражувања и промоција на нашето културно наследство не е заинтересирана воопшто и не изделува средства за оваа намена. Благодарам. Благодарам и на вас. Бидејќи никој повеќе не бара зборува, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Молам да гласаме. Кој е за? 5. Кој е против? 6. Кој е воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број кроз 67 поднесен од група на пратеници. Молам пратеничката Велика да го образложи амандманот. Благодарам председателе. Со амандманот се предвидуваат средства од дополнителни 35.800.000 динари за издавачка дејност. Благодарам. Благодарам, го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Ви благодарам, амандманот не се прифаќа. Благодарам, отварам расправа по амандманот. Бидејќи никој повеќе не бара збор, ја затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 5. Кој е против? 6. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број кроз 63 поднесен од група на пратеници. Молам пратеничката Велика да го образложи амандман. Благодарам председателе. Со амандманот се предвидуваат средства од дополнителни 7 милиони динари за библиотечна дејност. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа. Отварам расправа. Со оглед дека никој повеќе не бара збор, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број кроз 30 поднесен од група на пратеници. Ја замолувам пратеничката Велика Стојкова Серафимовска да го образложи амандманот. Повелете. Благодарам председателе. Со амандманот се предвидуваат средства од 50 милиони динари за исплата на одобрени проекти по конкурс
како и за привлекување на домашни и странски инвестиции во филмската дејност. Јас само сакам да потенцирам тука дека станува збор за една од најважните дејности во културата, и не знам зошто се намалени се оваа година многу, меѓутоа тоа ми дава и сомнеш дека можеби и вие самите немате доверба во актуелниот ВД директор кој што никако да го промените и покрај сите апели. Благодарам. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам председателе, амандманот не се прифаќа. Еки никој повеќе не ба разборија, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6. Кој е против? 6. Дали има некој воздржан? Не. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број /51 поднесен од група на пратеници. Ја замолувам колешката Велика да го образложи амандманот. Повелете. Благодарам. Со амандманот се предвидува средства од дополнителни 30 милиони динари за музика и музичка сценска дејност. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Благодарам. Со оглед дека никој повеќе не ба разборија, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број /221 поднесен од колегите Жаклина Пешевска и Зоран Козевски. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, амандманот се одбива. Со оглед дека никој повеќе не ба разбори, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број /65 поднесен од група на пратеници. Ја молам колешката Велика Стојкова Серафимовска да го образложи овој амандман. Благодарам председателе. Со амандманот се предвидуваат средства од дополнителни 40 милиони динари за драмска дејност. Ја само ќе напоменам, пред неколку дена исто овде зборував за драмската дејност, дека во моментов имаме многу малку застапени македонски автори на сцената на театрите, а тоа е најповеќе заради недоволните средства кои што се одвојуваат за програмска дејност во театрите. Со 800.000 динари не може да се направи добра и квалитетна театарска представа. Затоа е амандманов и благодарам. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Со оглед дека никој повеќе не ба разборија, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6 пратеника. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број /57 поднесен од група на пратеници. Ја замолувам колешката Велика да го образложи. Благодарам председателе. Со амандманот се предвидуваат средства од дополнителни 13 милиони динари за фолклорна и сценска уметничка дејност. Помолам представникот на владата да се произнесе. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Биејќи никој повеќе не ба разборија, затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број /56 поднесен од група на пратеници. Ја молам пратеничката Велика да го образложи овој амандман како една од групата на предлагачи. Благодарам председателе. Со амандманот се предвидува средства од 50 милиони динари за заштита на културното наследство. Го молам представникот на владата да се произнесе. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Благодарам, заменик министер. Биејќи никој повеќе не ба разбор, ја затварам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Ве молам да гласаме. Кој е за? 6 пратеници. Кој е против? 6 пратеници. Дали има некој воздржан? Нема. Констатирам дека комисијата не го усвои предложениот амандман. Отварам претрес по амандманот со архивски број /73 поднесен од пратениците. Антонио Милошевски, Ане Лашковска и Петар Истевски. Го молам колегата Петар да го образложи амандманот. Благодарам, председателе. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 64 милиони денари за реконструкција на старата чаршија во Прилеп. Благодарам, го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Благодарам, отварам расправа по амандманот. Збор бара пратеникот Петар Истевски.
Благодарам, председателе. Почитувани граѓани на Прилеп, по не знам кој пат ова влада, она што го ветуваше и претходниот градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, што значи ги излажа прилепчани, дека ќе изврши реконструкција на старата чаршија во Прилеп, продолжува да се случува една катастрофа за еден од најважните делови од градот.